Критичната сообраќајна точка во непосредна близина на општинското основно училиште Љубен Лапе во Скопски аеродром добива современ и функционален сообраќајен режим, кој ќе значи поголема безбедност за пешаците пред се за учениците од овој дел од општината. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски изврши увид во уредувањето на сообраќајниците, паркиралиштата и тротоарите кои се паралелни со булеварот Јане Сандански. Во делот зад поранешен тренд и во непосредна близина на општинското основно училиште Љубен Лапе и детската градинка Бамби, фреквентен дел за возила и пешаци. По повеќе децении, како што рече тој, овој дел од аеродром добива современ и функционален сообраќајен режим. Уредни и сигурни улици за возење, обележани паркинг места за возачите, безбедни тротоари за пешаците, особено за најмладите и постарите. Општината продолжува да работи на уредување на инфраструктурата во секој дел од аеродром за безбедност на сите граѓани, порача од Терен Митевски. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски во објава на социјалните мрежи сподели дека и во овој мандат ќе се откаже од користењето на службеното возило, односно дека ќе го отстапи на администрацијата со цел поефикасна работа на терен, како и од средствата за репрезентација од буџетот на општината. Имам една цел да работам исклучиво во интерес на граѓаните, да реализирам проекти што директно ќе ги подобрат условите за живот во нашата општина. Никогаш немам дозволено личните привилегии да бидат мотив или водилка во мојата работа. Поради тоа сакам да ја информирам јавноста дека и во мојот втор мандат се откажувам од користењето на службено возило, кое е предвидено за користење на градоначалникот, како и од средствата за репрезентација од буџетот на општината, истакна Стевковски. Како и во изминатите 4 години, вели Стевковски, така и во следните 4 сите службени обврски ќе ги реализира со своето приватно возило, а службеното ќе го отстапи на администрацијата со цел поефикасна работа на терен. Континуирано се врши темелно чистење на кејот на реката Вардар, заедно со нејзиното корито, информираат од град Скопје. Како што информираше градоначалникот Орце Ѓоргиевски, екипите на јавните предпријатија во координирана и организирана акција ги расчистуваат пешачките и велосипедските патеки, се она што со години било занемарено и создавало слика недолична за градот. Конечно станува дел од минатото, велат надлежните. Ова одржување ќе биде трајна практика. Кејот ќе се чисти секојдневно, бидејќи скопјани и сите гости на нашиот град заслужуваат убава, уредена и чиста метропола. Вардар, скопскиот бисер, повторно ќе го носи својот сјај, онаков каков што му доликува, вели Ѓоргиевски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека основното училиште Петар Здравковски Пенко во Скопје Север ќе добие нова енергетски ефикасна фасада. Заедно со директорката Мевлиде Елези Круези направивме увид во новата енергетско ефикасна фасада на општинското основно училиште Петар Здравковски Пенко. Вредноста на овој проект е 11 милиони денари. Со ова значително ќе се подобрат условите за наставата. Дополнително ќе се заштеди и на енергија, вели Костовски. Тој во својата објава на социјалните мрежи посочи дека вложуваат во основните училишта како никогаш досега и дека ова било уште едно барање кое го реализирале во заеднички разговор со родителите. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека била отстранета дивоградбата кај ресторанот Мечка. Општина Центар ја урна нелегалната доградба која подолго време го блокираше тротоарот и дел од коловозот во Дебар Мало. По повеќе опомени и непостапување, инспекцијските служби и механизацијата излегоа на терен и ја отстранија бесправно поставената конструкција, што го попречуваше нормалното движење на пешаците и сообраќајот, вели Герасимовски во својата објава на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.